гости ново утро е легендата на македонската политика е толкова млад. Мора да прецизираш кој кажеш за некој дека е легенда, жива легенда. Жива легенда, да. За живота. Владимир Има разлика. Ѓорчев, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, поранешен пратеник, политички чинител, дългогодишен. Владко, ова легендата не беше сарказам, значи, но знаеш како, не ли е малко чудно да имаш колко, 43-4 години? Да. И веќе да си толку искусен. Тоа говори во Македонија колку и не е баш нешто многу сценава развиена со искусни кадри. Па не, генерално и во многу поголеми земји резултатот генерално е подобар кога со политика се занимаваат луѓе што се искусни, што се занимаваат со политика. Значи, кога ги погледнеме клучните земји на Г7, 7-те најразвиени земји во светот, значи, тоа се претежно луѓе кои што се минимум по 15-20 дури и повеќе години во политиката. И тоа може да звучи како клише, тие се премногу нови лица и така натаму, ама многу често тие фаст фуд нови лица резултатите се прилично дискутабилни. Значи, ако ја погледнеме Америка, Англија, Канада, Германија, Италија, Франција, значи Јапонија, клучните, 7-те најразвиени земји од светот, генерално луѓето кои што таму се на врвните позиции се луѓе кои што имаат прилично геополитички различна страна. Километража. Дури Русија да ја погледнеме и таму тоа е друго, тоа е една авторитарна приказна која што не е добра, зборуваме за стабилни демократии, и ако ги погледнеме тие стабилни демократии на за 100 години кои што имаат добри општествени резултати, значи најчесто има луѓе кои што испорачале резултат, луѓе кои што прилично имаат километража во политиката. Истото важи за Австралија. На пример, овие земји каде што имаме ад хок варијанти, не знам, доаѓа некој MVP, некоја привремена звезда, комета која што поминува и така натаму, не може да се остават влада. Изгледаат прилично несредено. Како да ја наречем тоа? Добар пример за таква е Словенија. Кај левицата, гледаш, постојано има некое препакување, значи не може да се консолидираат во една структура и во измислуваат нови цело време. Да, а од друга страна пак Јанша не може да отиде над 50% и тоа е една интересна формула кај нив. Али ова препакување, гледаш, постојано имаме некој нов спасител, па не се заморија бе од тоа. Тоа ми е интересно кај нив. Освен кај нив не е ни спасител, кај нас е спасител. Ние среќа го имавме заев и више не бараме спасители. Значи, веќе не ни требаат спасители. Дај да бидат нормални, пристојни луѓе, нема потреба да не спасуваат. Генерално, што е работата? Работата е во права, Владко, значи и ти дури беше скромен. Овие што се за минимум 20 години, да се разбереме сега, ако Г7 ако гледаш. Ако оставиме па Јапонија, па ќе ни се крене просеков на повеќе. Работата е што знаеш, често знае да се закочи проточноста во влезот на нови луѓе во политиката. И стално имаме таа борба, знаеш, да се откочат, знаеш, зашто кога ќе заседнат многумина, знае да земете Америка на последните избори, двајцата кандидати беа генерација со сега веќе покојниот Љубисав Иванов Џинго. Пред да влезе Трамп, и токму затоа Трамп направи тоа што го направи. Кандидати најможни на двете партии беа Буш и Клинтон, фамилии што 25 години, значи досадија. Им отворија простор едноставно за некој од и тој не беше паднат од Марс. Он се игра со политика 20 кусур години, ги знае сите на крајот на криштата. Така што ова е интересна али пази, па и во авторитарните системи што ја кажа. И кај нив, знаеш, авторитарните системи они мора да внимаваат на јавното мислење. Апсолутно. Значи и таму не можеш да донесеш некој да го насадиш без везе, што нема идеја што е политика. Да. Не, значи оваа варијанта Таче Ковачевски доаѓа и човек што не го знаеме станува премиер, апсолутно мислам дека нема никаде, или може има, не знам, на прсти од една рака од 200 земји во светот, се бројат резултатите и гледаме. Следно сакаме подиректно ќе го кажам. Политиката е премногу сериозна работа за да им се препушти на аматери. Так. Значи, ако ти треба доктор,
Кај кого одиш? Одиш кај некој што е 20-30 години доктор кој што има прегледано 10.000 луѓе. Ако ти треба сервис за автомобил, одиш кај човек кој што прегледал 10.000 возила и кој што го знае цел град и така натаму. А кога треба да се води државата, тоа ќе ја пуштиме на некој падобранец кој што дошол, кој што не го знаеме, кој што до вчера, не знам, на паркинг не сме си кажале добар ден и му викаме повелите, молам, сакаме да испорачаш резултат за нашата Македонија. Значи, ако ги погледнеме, ако ги погледнеме луѓето кои што ги играат најважните балкански утакмици. Да. Еди Рама, 20 години во политика. Бил министар за култура, бил два мандати бил градоначалник на Тирана. Трет мандат премиер и така натаму и така натаму. Вучич од 90-тите години бил министар за информирање уште 97-98 година, значи генерален секретар и така натаму и така натаму. Значи добри 30 години во политика. Сам вели јас сум матор. Дури овој кој што никаде не дојде Милановиќ, ама и до сега наби километража. Не, ама не, Милановиќ бил претходно премиер. Претходно години портпарол на Ивица Рачан, значи кој што за нивната јавност бил познат 30 години. Пред тоа во Министерство за надворешни работи каде што учествувал во политички одлуки. Ако погледнеме Грција, Мицотакис, фамилија Мицотакис е 70 години во врвната светска политика. Значи фамилија Мицотакис се роде, само да завршам да поентирам, се родени со политика. И сега во целата таа отприлика констелација ние излегуваме со тотален аматер. И Ковачевски од политичка фамилија, татко му бил градоначалник. Фамилија не ми се допаѓаат од Мостардија и Лјупчо сме антифамилијарни вакви. Меѓутоа, сакам да ти кажам, ако го рачунаш и кумовите нивни Венизелос, имаме 130 години кршка политика. Ама и да видиме каде е Грција, каде е Македонија. Да, баш каде. Значи тоа сакам да кажам дека кај нас се турка еден наратив ако некој е полого време во политика, нели, без скандали, без опашки, тогаш окей да ги пензионираме луѓе на 40 години. Мислам дека е тоа, ама не треба знаеш. Генерално воцарски, значи една држава тешко создава кадар. Да. Тешко во било која работа. Еве да ги погледнеме малце пошироко од балкански кругови. Ердоган. Колку време е на политичка сцена, тој станува градоначалник на Истанбул 1997 година. 2003 година станува премиер. Значи 20 години премиер или председател, претходно 6-7 години градоначалник на Истанбул, претходно на пониски функции. Нетањаху во Израел. 96 до 99 година станува прв пат премиер. Сега Нетањаху не е добар пример затоа што мислам дека во моментов е мртва трка со Бен Гурион кој подолго владел со Израел, знаеш тоа. Ама ако генерално да кажам нашиот најдобар другар од ликот, знаеш што вика? Кој вика бе Бен Гурион, вика се со крал Давид, вика да бара. Ама пример зема, да. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека оваа фаст фуд тактика на прилепување како пример. Бугарија беше Бугарија беше стабилна земја. Бугарија беше стабилна земја која го има Бојко Борисов што беше исто искусен политичар со и нешто друго, и полицаец. Али во секој случај, искусен човек е Бојко Борисов, не можеш да кажеш дека не. Друго сакам, мислам дека на погрешно место го лоцираме проблемот, тука треба на друго место да го лоцираме проблемот. Знаеш што? Димитар Ковачевски не е човек што не е во политиката, меѓутоа, знаеш, и тука си во право, Владко. Тотално си во право. Политика е тоа што е на сцената. Он бил еден од оние што додаваат вода. Значи, и тоа ти си го гледал во животот, затоа што си дел од голема партија. Значи, во една голема партија може различна флора и фауна да расте. Битен е тој што е на сцената, што игра представата, така? Така. И сега овој вика, јас сум, не знам, од дете, од вака, од онака, кој те видел да човече? Кога, значи, тоа е едно. Второ, што е многу побитно. Значи, ти му даваш на човекот да управува со земјата, така? И 100 пати го зборевме ова. Например, за тебе. Знам кој си, што си, кои книги ги читаш. Што е нормално, да знам кој ти е светогледот. Кој ти е политичкиот хабитус. Кога те гласам, знам каде ќе ја тераш државата. Знам, не. Кога сакам тоа те гласам, ако не го сакам не те гласам. Кај Владко знаеш дури у која изборна единица боли перформанс. Не осте тоа. Да, баш кажа, знаеш што, ликува некој лик, кој има негаш. Ковачевски, кој е човек? Ама не види. Денес не го запознав. Не може вака сега вие, ја морам сега малце да ве вратам во реалноста, вие сега го критикувате тука
СДСМ со целосно право. СДСМ, па и ВМРО критикувам Но тоа. вчера јас вклучив Собраниски ТВ канал и видов нели власт, овие пратеници од власта си отишле и останале само пратеници од опозицијата. Ја кога ги гледав, викам кои се луѓево. И сега навистина е срамота, јас како новинар кој секој ден прати политика, секоја сабајле има емисија, секој ден пишува постови, секој ден пишува стории, да не знам кои се луѓево. Значи, то зборуваме за 30-40 пратеници кои јас не знам ни кои се, ни од кај се, ни што се по образование, ни за што се залагаат или слично. И не е мој проблем што тие луѓе не успеале да се наметнат. И тој проблем на фастфуд пакување е генерално проблем поради кој паѓа македонската политика. Ма не е така. Значи, цел свет го имаш тоа, знаеш, таа игра, меѓутоа, проблемот е што Кај нас е многу позастапено, имаш 4-5 пратеници што Видиш, се малце, мора да ти кажем, се стегне и партиската дисциплина кај нас. И сега имаш една работа е која партиската порака, постои човек што вешто знае да ја представи, да ја прати пораката, меѓутоа да ја каже својата лична автентичност. И тие ги препознаваме. А некој кој што знаеш ќе издекламира тоа што му напишале. не му напишале, него тоа што знаеш партијата го ставила како соопштение, не му напишале. Сега и тој сака тоа да го каже, ама тоа го кажува. Не дава никаква автентичност, ништо свое, така? Како ќе памтаме Владко? И сме гледале такви, знаеш, ти текнува најавтентичен беше првиот парламент. Да, Од да. тука памтиме половина и поише. Митко Анастасовски, Бог да го прости. Бог да го прости, да. Да кажам за него, вака, кога го спомнавте, една тажна приказна, значи, Митко Анастасовски, врапчето, кога што нели беше надимакот, но тој беше Чичко Митко, или дедо Митко, роден 1926 година во Егејска Македонија. Вчера беше погребот на неговиот внук, почина, кој што беше најувач на Вардар, од да го ВМРО прости. ДПМН е Бутел, а бев 2006 година на погребот на Митко Анастасовски, Чичко Митко од првиот парламент, и тој на реверот ја имаше значката на ВМРО ДПМН и така му била една од желбите како како да се замине. А неговиот живот Иако и интересно одморната едно време, иако е интересна работа, значи да се погледне неговиот живот како една автентична македонска епопеја. Значи јас сеќавам не само неговите говори кои што пеа силни на линија на независна Македонија, тука и неговиот живот и голготата која што поминале во Егејска Македонија, после тоа затворен, служил затвор. Во затворот имаше во глас на ВМРО ДПМН имаше еден текст каде што тој скока од едно повисоко место со извикот да живее Македонија, го преживува скокот. И навистина уште една македонска приказна која што новите генерации би сакал повеќе да знаат. Значи ова е малце онака Може филм да топик се сними за овие А не само тоа, види ке него имаше една друга црта, на пример, начинот на кој што тој соработуваше со политичките противници од сите страни. Да. Потоа знаеш ли кого му победува Кого? на првите избори, својата изборна Кого? единица? Иленка Митрева. Но со неја се сочува другарство, се двајцата се покојни. Да. Овакво. И тоа е интересна работа. Води Иленка после првиот круг. Се случија тука нели една. И на крај Митко победува. Да. Ама види сега. Боже мој, нели? Знаеш, ова сега ми текна со реверот, нели, логото, значката од ВМРО ДПМН. Која е трагедијата у СДС ми ја сменија значка, бе. Сега и да сакаш не можеш. Не, по трети или четврти пат ја менјаваат они значката, уште од СКМ ПДП. Така се вика, така да Они се репрезентираат да, они кај нив. ПДП го сочува, сега менуваат тие. Не, златна ружа има. Таа првата беше најубава, па после ја менја со бокс. Тој првиот парламент, оној составен на ПДП кој беа Не, како не. интелектуалци беа тоа, знаеш, нека. Да. Али добро, не е битно. Значи, пази, и меѓу другото и приказката на ВМРО ДПМН, таа приказка што викаш, сега вака гледано ретроспективно,
Владко, 90-та година, сега можеме да се кажеме отворено. 90-та година не беше подготвено за власт ВМРО ДПМН. Од ВМРО Во смисло на ДПМН искуство не, не Боцев излошо скек власт, не знам што ќе кажеш. Значи не се бараше од ВМРО ДПМН 90-та година власт, се бараше промена. И не само во Македонија, секаде во цела централна и источна Европа не можеш ти после 12 мандати во кои што немало избори, после 50 години немало генерални, имало нели демократски централизам, имало делегатски систем. И 13-ти конгрес. Значи тогаш, но тогаш генерално се случува таа промена, се случува тој дисконтинуитет и генерално сите тие влади кои што дојдоа 90-та година од цела централна и источна Европа траат генерално кратко, година, две. После тоа доаѓа се враќа стариот естаблишмент и после почнува нели она вистинска демократија каде што имаме минливост на власта, минливост и сето останато. Македонија малку ги до 98-ма. ги прескокна некои од тие чекори, но ете, тоа е тоа. Владко, Сме таму кај што сме. извини, мислам дека ајде да почекаме едно 25-30 години за со тебе да разговараме на овие историски прашања. Имаме уште што да извлечеме за актуелностите. Мислам, и веќе согласуваме. Животот е пред тројцата, ќе се видиме за 25 години и ќе разговараме и за 90 и за 2000-ти. Ќе направиме едно ретро. Да, и многу поубаво. Сега, например, со Стојан Андов, која седиш, која разговараш, од една многу поубава перспектива ги гледаш работите од перспектива од тоа време, кога слушаш таков разговор. За Јованка Брос. Да.